Добар ден, мили мои. Денеска ќе правиме еден ќе биде ова видео за постни работи, постни ленти солени со дозгора премачкање со зејтин и сусан. За тоа ви е потребно 500 грама брашно, 100 грама зејтин и 2 големи лажици со квасец. Пошто квасецот беше појде, еве го готураме квасецот. Турив една лажичка сол и 2 лажички шеќер. Еве 50 мл зејтин и 300 грама вода. Тоа зависи од брашното. Имам брашно оставено настрана. Некогаш брашното пива повеќе, неколку помалку. Ви кажав, тоа е зависно. Може да е мерата, например, таа некојаш ќе ви остане од течноста, некојаш нема да ви стигне на овај начин, мене не ми стигна. Пошто го познавам брашното, еве додадов уште 200 мл вода. Ќе замесимо гладко, убаво тесто. Нека биде средно замесено ќе биде. Уште малку цкам ужимам, ќе му дотурим овдека. Ја остави брашно малку и за од страна од истото, ама сега ќе сега доаѓа Великден, потребни ни се постни работи. Затоа се овие постни стапчиња со сусан. Замесуваме убаво тесто. Видите, ова брашно, например, пива повеќе од колку што треба. А некој ви кажа повторно, некој ќе остани. Ова ќе дотворим уште малкуцка. Пошто знаем како треба да биде. Боже. Видите, уште не можам да го сам дотворив, може уште најмалку уште 200. Ова вчера ни е земено баш за проба да видим, ама убаво брашно се погодило. Некогаш истото брашно, па истото, мислим истото име све, ама по различно, некогаш по нечини. Кога ќе го измесам овде, па ќе го префрлиме после на крпата, на равната површина, само сега уште малку да го измесам овдека. Убаво треба да се измеси. Тоа самото кај ќе е готово, ќе почне да се одвојува од рацете. Вака е добро да го искинемо, тоа ќе биде. Сега ќе намасниме површината и ќе го истуриме на платното.
ќе го историме. Брашното овдека. Сега ќе го измесиме овдека на оваа површина. Тоа ќе лепи, ама ќе го измесиме убаво. Значи употребив 500 грама брашно, ја овдека имам ставено дупла доза. Треба 300 грама вода, 50 грама зејтин, 50 мл, извинете, 1 лажичка сол и 2 лажички шеќер. Ево брашното по потреба, ќе го ставам овде доколку ми треба. Ќе земам, пошто ќе ми треба за формирање на топки. Више брашно нема да додадам, само ова што е ќе одомесам и да го собереме убаво брашно. Убаво ванче примесувањето треба да се тегне. Ова е убаво за дечиња, доколку имате или може некојаш за доручек, за ужинка, за што ќе посакате, може да ги употребите, може да се направа и во форма на кравајчина. Ама ова, пошто солени ленти, ќе го направиме во ленти. Сега ќе земам од ова брашно, ќе одвојам 20 топчиња, помалечки топчиња. Додека местим ваќе, ќе го оставим овдека, малку на брашно и ќе ваѓам од него да направам површина. И сега ќе земам колку топчиња, дори големи се. Некои 20 ми треба топчиња. Ќе ги ставам на површина. Вака овде ќе оставам да... Од прилика, ама пошто со искуство ќе ги направам, може би свите исто, може би не. Ама мислим тука негде ќе биде. Зашто овие ќе порасна при печењето. Вака секоја лента. Ево овие, вака треба да бидат топчињата. Вака ќе ги направиме и ќе ги оставам овдека. Ќе ги покрием со карпа, додека ги ставам другите. Значи рековмо 20 топченциња. Не сакам многу да ги набрашнем, пошто после ќе ги преработувам, одма се преработува. Направивме 5. Секој вака посебно ќе го измесиме помалку.
Mi se čini 6. Da, 6 imаме до сега. Така ќе ставимо добро брашно да не се залепи. Може најбол не ми тегна сега да исечем со тоа за режење, поубаво ќе ми дојде. Така ќе направиме. Ете вака и ова е лента. Ја оставам овдека нека седи, топло е. Идеме друго, се од ова малку ќе додадем. Ќе направиме неколку ленти, а неколку ќе ги оставиме во ленти, како другите топченци на пусни. Да не употребувам многу брашно, затоа вака. Ете уште. 2. Имаме 10. Уште малку. Другите ќе ги правиме кравајчиња. Вака најубаво сега се сети во рука. Малку помалку ќе направиме цело топченце. Другото ќе оставиме во вангла, пошто додека ги изработиме тие и тие на крајот ќе ги изработиме. Може да ги употребите нив и како сендвичи, нема веза што ќе бидат ленти, подебелки ќе излезе малку и може да ги расечете на средина и да ставите што сакате нешто салама, како одна враце кај ќе се земи топчето, се познава дека не одговара со другите. Добро, не можеме кантар да ставиме, како се вика, на секој да биде точно, ама од прилика негде да биде. Ете, вака овие
Сега овие ленти ќе ги оставиме да отстојат. Уште ова ќе го направиме. Другото ќе го направим во топчен. Ете, и ова ваќе. Ова ќе го вратиме во ванка, нека застани уште малку додека ќе работаме другите. Овака, ова ќе го ставам во ванка. И ќе го покрием. Нека седи. И сега земаме од првото што сум почнала да го ставам. Од првото ги правиме само вака. Вака ќе направам и ги оставам пак поново. Само вака, го земаме топчето и само вака направо. Пошто има многу. Вака, и го оставаме пак. Ги оставаме како лентичиња, да. Ете. Ова ќе оставиме пак. Вака. И се остава. Ете. Пак ќе го ставиме. Се со ред, додека ги проидеме по еднаш. Ете вака. Со една рака може и со две, зависи како сакате да работите. Земете го овдека и само вака направите. И остави. Ете. Ете, пак ќе оставиме. И тоа ќе оставиме. Еднаш вака. Сите ги направиме уште малку овака и ќе земеме другото тесто што е за топчињата, ќе направам мали, овие ќе застана, толку треба 5 минути. Толку. Да проверим дали сите ни се направени, само поголема крпа да ставиме. Пошто знаете секој тестото сака топлина. Ако е просторијата ладна, верувајте нема. Сега тоа ќе направиме едни мали вкусни топчиња. Да извадиме машината за прење. Сино ќе ја ставим ќе користам за топчињата во ова текстија. Имаме спреј тоа
zejtin spray. I во топсијата ќе ставиме само малку да ги истружам расите. Сега ќе земиме тестото што го оставив за топчиње. Ќе земем сега, него ќе се отпуштило малку, ќе направим како лента и од него ќе направам малечки постни кравајчиња. Цел процес ќе ви го покажам и кај ќе вида печени. Вака сечимо. Толка вида, не више. Дури големки се ќе ги намалим. Ќе видим негде ако треба ќе додадем, негде ќе скратим. Земем малку брашна тука да го потребим тоа. Овие може да ги употребите точно за големината, иста како другите. Ставаме овде од тепсија. Ево вам е предходно на брашното. Не на предходно овде кај ставав сега. И тоа правиме малечко топче. Ете. Така ги ставаме во тепсијата. Ќе видиме колку ќе искоча. Многу некои се да големки, ама не се големки, кај ќе ставиш раците треба со брашно, ака ги направам. Поедно. Ви кажам, може овие да ги правите за, ако имате дечиња или и возрастни, не е битно, за на работа, ќе си направите сендвич од нив, постни таман сега доаѓа Великден. Овие ќе ги исечем уште малку вака и ова ќе иде добро. И те исто ќе ги намачкаме со зејтин и сусам. Многу се вкусни, ќе видите, пробајте. Или нешто мора да се проба за да се укуси какво е, доколку посакувате тоа како. Така ќе ги поддалечиме малку.
Едното ќе ни искочи малку помалечко, нема веза тоа, ако имате помалечко детенце и за него може да го потребите. Еве овие уште го допраинаме малечкото. Ќе оставиме во сведе, ете толку. Сега ќе видиме овие колку се втасани. Еве сега ќе продолжиме, земаме на тепсија и незе ќе испрскам со зејтинов спреј. Сега ќе продолжиме тие што ги стававме, уште појќе сега, да унадим ќе ги вака ќе ги правиме и ќе ги ставаме во ширина, вака ќе дојде, во ширина на тепсијата. Секој едно што правевме, тоа повторно го правиме вака. Го правиме колку тепсијата, разлика меѓу нив ќе има 2 прста да биде разликата. Ете, толку негде ќе биде. 2 прсти. Ете, толку ќе ставаме 2 прсти. Ете. Два прста ставаме толку, да има 2 прста, мои искривени се па. Да се насме малку со они, ќе треба 3. Ете, само помалку ќе притиснете, лентите се, самите тие, пошто може толку 5 минути да застана и ќе ода на печење. Ви кажав, пригодни се за можеш, например, кај ќе се испече на пола, да го исечеш во должина и требаше уште малку. Добро, толку да ги направите колку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да ставиме по 10 во едно. Ете вака. Сега ќе ви кажам оваа тепсија ќе ја завршимо и ќе продолжам јас со другите. На крајот ќе ви кажем пред печење ќе ги мачкаме со сусам и зејтин од освора. Пошто посни доаѓа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ќе видам уште колку ќе ми останат, изгледа уште толку за вторине и ете толку. Например, ајде ги сега. Еве вака ќе дојда и во друга тепсија. Уште една тепсија. Сега ќе земеме првите топчина што ни беа правени. Ќе ги намачкаме со зејтин и со сусам. Во зејтинчето ставив и малку вода, малку зејтин.
Овие се најубави, верувајте, кравајченциња и за сендвичиња за деца, и за возрастни. Например, некојаш не сакаш да јадеш повеќе или помалку ќе ставиш нешто, салама, качкава. Толку се убави. Моите внукички ги обожаваат многу. Многу ги сакаат. Сега на секој едно ќе истурам и сусам. Вака намачкани, ќе ги однесеме на температура негде 180 степени. Верувајте, озбилно ви кажам, ја никогаш немам температура за колку и како време. По моје од прилика, знаеш. Гледам дека се готово црвени и ќе се носат на печење вака. Сега ќе ги однесеме. Кога ќе бидат готови, јас ќе ви ги покажам. Еве сега овие застанаа малку, сега ќе ги премачкам со исто зејтин и водичка, малку, и ќе ги посипеме со сусам, ќе ги носиме на печење, таман и лепчињата ќе ги извадим. Вака ќе ги намачкаме, пошто се посни, ќе ги намачкаме со зејтин и вода. Сега ќе ги посипеме со сусам. Може да ги крстите сусамки, али ја ленти со сусам, така ги крстив, пошто ми изгледа од почетокот ги правам како ленти, а потоа со зејтин. Многу се вкусни. Сусам, ја обожавам сусам да има многу на нив, затоа малку ќе ставам повише и повише се сладки. Може би кого со качкавалче, не, тоа додека постите не може, ма и пиперче може. Пиперче, толчина со лукче и од овие вручи, кои ќе се топли. И сега ќе ги однесем на печење. Ќе ги вратиме, другите ќе донесем лепчината. Ете, толку сега ќе однесеме на печење. Ови ги печените лепчиња. Ви кажам на 180 степени и ја ги чувам додека поцрвената веќе. Малички за сендвичи за дечиња и за постари, да си зема некој салак. Сега ќе покажеме и постните ленти. Овие се постни топчиња. Само намали го тоа малку. Еве,
лентите посни со сусам се готови и сега ќе ја ставиме да се пече исто и другата тепсија, ќе биде и тоа ваква. Значи може секоја пригодба да ги употребите. Уживајте и доколку ви се допаѓа овој рецепт, направете го. Се гледаме во наредното видео. Тогаш викање, тогаш кукање, тогаш